Добро утро и добре дојдовте во уште едно издание од рубриката Прашања и одговори со Јосиф. Можеби за некој од вас е добар ден, така да добар ден и за тие кои што можеби сте станати доста порано. За денес ви спремив неколку одговори, односно 4 се на број. За оние кои што ми поставивте прашања и кои што нема да ги видите вашите одговори, знајте дека ќе ви искомуницирам назад во приватна порака и ќе ви пратам линкови затоа што веќе на одредени теми кои што ми ги поставувате како прашања сум разговарал. Тоа не значи дека ве обесхрабрувам и понатаму да правиме интеракција. Ask Јосиф е хаштагот, бројвите на телевизија Телма или можете, како што и најчесто повеќето прават, да ме комуницирате во приватни пораки. Коуч Јосиф на Facebook ќе ме најдете или Ask Јосиф на Instagram. Тоа се моите кориснички имиња. Првото прашање за денеска доаѓа од Билјана и прашува, тоест велиш дека треба почести оброци, но како да го поедноставам тоа и да не губам многу време во спремање? Билјана, супер ти е прашањево и не бев сигурен дали го имам одговарано, но во секој случај често го комуницирам со луѓето со кои што работам, затоа што при тоа, нели, она што е мојата филозофија, барам ја што ја применуваме, добар појадок у првиот пола сат до сат, редовност на оброци на 3-4 часа и пиење вода. Многу често луѓе знаат да можеби се фатат во замка да сметаат дека тоа е премногу време, па кој ќе спрема, па тоа е пречесто, неам ја цел ден на тоа да мислам, што и е легитимно и супер забелешка, затоа што на крај на денот ниту јас немам многу време за да мислам за тоа и да спремам и да готвам, но сум воспоставил некоја стратегија која што можеби еве ќе ти помогне и тебе, а тоа значи дека конкретно еве ние дома знаеме да изгубиме можеби 2-3 часа неделно за да спремиме поголем дел од тоа што сакаме да ги задржиме нашите навики и редовност на оброци. Во смисла знаеме на крај на неделата да свариме тенџере со јајца. Знаеме да исечеме можеби салата која што ќе ја чуваме во затворени кутии. Знаеме да ставиме лимон во тие зеленчуци за да се држат посвежи, затоа што витаминот С делува како антиоксиданс и не дозволува да се спури зеленчукот. Знаеме да користиме замрзнати зеленчуци и овошја кои што генерално не треба миење, не треба сечење затоа што се веќе исечени, веќе измиени, само се спремни за употреба, да се одмрзнат или можеби да се подсварат малку. Знаеме да чуваме и дома, и во кола, и во канцеларија, јатки и работи кои што не се расипуваат, кои што нема да ни овозможат изговор дека сега немам време да отидам до маркет да купам за да ужинам, така да тие се некои стратегии кои што ние ги практикуваме и би ти советувал еве ти да ги практикуваш, затоа што не значи дека редовноста на оброците и квалитетниот начин на исхрана треба да ти го одземе цел живот и да ти се оптеретуваш со тоа. Напротив, и јас не сум за тоа. И еве, тоа се некои насоки кои што би ти ги препорачал и дефинитивно припремата е веќе 90% завршена работа и ќе ти го олесни целиот процес, отколку можеби да се фатиш во текот на денот со неспремна и да си речеш, окей, сега што би правела и како можам да немам време да одам до маркет или не знам што да купувам, ќе го прескокнам овој оброк и така да го изгубиш континуитетот. Следното прашање доаѓа од Боро и прашува како треба да изгледа процесот и програмата доколку посериозно сакам да почнам со кревање на тежини. Боро, можеби не сум јас човекот кој што е најкредибилен за да ти одговара на ова прашање, затоа што искрено не сум еве на своја кожа, никогаш не сум пробал да малку посериозно се занимавам со кревање на тежини, можеби оној такмичарски аспект што предпоставуваме прашуваш. Она што јас би те советувал и тоа што еве побарав е да можеби гостува Тоше Зафиров, еден мој пријател кој што е многу поупатен во тоа, кој што преку 20 години знам дека се такмичи во ова што ти можеби сакаш да го правиш, и она што би те советувал е да одиш на фан страната или на Инстаграм профил FitBiz Academy, место на кое што можеш да аплицираш за еден настан кој што ќе биде во мај оваа година и кај што многу повеќе информации и вредност ќе можеш да добиеш за ова прашање. Така да тоа јас би те советувала, лично да ти давам совет и да ти одговорам на ова што ти сакаш да го правиш, у моментов не би можел и не би знаел.
Третото прашање доаѓа од Валори и прашува како да повеќе колаген за кожата и дали суплементирањето е добра стратегија. Валори, колагенот е многу актуелен у последно време и ќе станува се поактуелен затоа што можеби во изминативе 2 години во нашава држава почнува да се воведува и да може да се најде како суплементација, дали можеби преку боцкање, дали можеби преку одредени апчињи и напитоци. И колагенот е практично протеин кој што се врстува во го сметаат како лепак за телото. Во принцип тоа значи дека ако не е колагенот, телово нема да може да стои сврзано. Го има во коски, во тетиви, во зглобови, во кожа најмногу и најчесто потребата од колагенот е поради тоа што сакаме да односно луѓето после 30-40 година сакаат да можеби си овозможат да не се појавуваат толку брчки, да можеби имаат подобра кожа, поеластична кожа. Научните студии она што го зборуваат е дека се уште се сомневаат, тоест научниците се уште се сомневаат во научните студии кои што самите компании кои што произведуваат колаген ги даваат затоа што можеби се со тенденција дека да еве функционира, покажавме научно, се уште нема официјални научни студии од можеби направени од Оксфорд, од одредени универзитети кои што најчесто се инволвираат во овакви работи, но пак јас у моментов имам добро мислење и би ти дал зелено светло за користење на суплементи. Од друга страна колагенот кој што и самите компании кои што го прават како суплемент го произведуваат преку животински продукти, односно преку свињите, преку говедата, птици користат риби, така да со самото јадење на храна која што ги инкорпорира овие продукти, ти би си обезбедувал доволно протеински внеса, со тоа и ќе му дозволиш на телото да го користи колагенот. Од друга страна не е само колагенот кој што би требало да го користиш за здравјето на коските и на кожата. Тука е целосната добра исхрана и нормално физичка активност. Многу често го зборувам ова дека одреден продукт нема да ти донесе здравје и комплетна благосостојба, така да користи ако користиш, но среди ја исхраната, затоа што тоа е само додаток и самото тоа кажува дека треба да имаш основа на исхраната, па да додадеш одреден продукт. И последното прашање за денес доаѓа од Натали и прашува дали исфрлањето на кофеинот од животов ќе ми донесе повеќе бенефит или загуба. Се зависи, Натали, зошто го користиш кафето и кофеинот конкретно, дали ти е потреба или ти е задоволство. Многу луѓе им е потреба, затоа што не можат да го поминат денот без да користат одредени додатоци за да имаат доволно енергија, тогаш значи дека не треба да го исфрлиш, но треба да си го средиш начинот на живот и исхраната, затоа што основниот извор на енергија треба да биде самото твое тело. Односно, како живееш, со што го снабдуваш како гориво за да произведува добро и доволно енергија, народски кажано. Кофеинот не би можеле да врстиме да ќе имаш и загуба или ќе имаш бенефит. Тоа е личен избор, се што е повеќе од 2 кафиња на ден можеби веќе преминува у тоа дека ти е потреба и веќе треба да се запрашаш како се храниш, но до 2 кафиња искрено мене ми е конкретно задоволство. Можеби сврлањето на кофеинот ќе ти придонесе за подобра апсорбција на калциум, подобра апсорбција на железо и на Б витамините. Можеби ќе не би требало да го внесувате ако сте во бременост, ако можеби имате проблем со анксиозност и ви создава вознемиреност кофеинот, ако имате висок притисок, ако можеби сте на граница со шекерот или веќе имате хроничен диабет. Тие се некои работи кои што доколку ги поседувате, би требало да го регулирате и сфрлате кофеинот, но во другите случаеви нема никаква потреба, затоа што од друга страна па има доста научни студии кои што говорат за бенефитите од кофеинот. Така да твој изборот и ти одлучи си дали ќе ти донесе бенефит или ќе ти донесе загуба. Тоа е стварно на индивидуално ниво. Така да фала ви и со ова прашање затоа што завршуваме. Ви благодарам за сечија интеракција и нормално ве охрабрувам да
комуницираме и понатаму и да ја збогатуваме содржината на оваа рубрика и да донесеме вредност за секого од вас. Она што ми останува за крај е да ви посакам здрави животни навики, да ви посакам убав ден и да се видиме повторно следната среда. Чао, чао!